Длабока вознемиреност и разочараност. Ова се реакциите на групите за човекови права, медиумските организации и западните влади за пресудата на судот во Азербејџан, која казни истражувачката новинарка Кадиџа Исмаилова на 7,5 години затвор за даночно затајување, нелегален бизнис и злоупотреби. 39 годишната соработничка на Радио Слободна Европа, Радио Либерти, според одлуката на судот во Баку, е ослободена од обвинувањето дека потикнувала едно лице да изврши самоубиство, откако тоа лице ја повлече тужбата. Исмаилова, која опширно известуваше за финансиското работење на председателот на Азербејџан, Илхам Алиев, и на членовите на неговото семејство, силно ги негираше обвиненијата и ги оцени за манипулација, со цел да се замолчи незината работа. Незината мајка Елмира Исмаилова им изјави на новинарите во Баку дека пресудата нема да ја замолчат. Кадиџа нема да запре, устата нема да и се затвори, незиното пенкало нема да се исуши. Таа ќе продолжи да зборува и да пишува. Таа е борец, рече Елмира, наведувајќи дека незината ќерка се насмеала на пресудата. Главниот уредник на Радио Слободна Европа, Ненад Пејич, судењето на Исмаилова го оцени како пример на политика, а не на закон. Во Вашингтон, портпаролот на Стейт Департментот, Марк Тонер, изјави дека Соединетите држави се длабоко вознемирени од казната на Исмаилова. Ја повикуваме владата на Азербејџан да ги ослободи Исмаилова и другите затворени во врска со остварувањето на нивните основни слободи, се вели во соопштението на Тонер. Американскиот конгресмен Елиот Енџел, највисок демократ во Комитетот за надворешни работи на Представничкиот дом, изјави дека пресудата на Исмаилова била за многу сомнителни обвиненија и од лидерите на Азербејџан нема да постигнат напредок на нивната земја со задушување на несогласувањето и со кршење на основните права на своите граѓани. Шефицата на Европската Унија за надворешна политика Федерика Могерини и комесарот за проширување Јоханес Хан во заедничката изјава оценуваат дека судењето ги покрена прашањата за непристрасноста на судот и за законитоста на обвинението. Од канцеларијата на генералниот секретар на Советот на Европа, Торбјорн Јагланд, пак изразија загриженост во врска со системските недостатоци во азербејџанскиот судски систем и во загрижувачкиот тренд на зголемување на случаите против бранителите на човековите права и новинарите, кој има застрашувачки ефект врз слободата на изразување во таа земја. Пресудата и казната беа остро осудени и од други представници на меѓународни организации, кои наведуваат дека судењето на Исмаилова е фарса, но и последиците за неа и за сите азербејџански новинари се смртно сериозни.